Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за тема која што не засега сите, а тоа се хроничните заболувања. Дали расте бројот на хронично болни? Колку стресот, современиот начин на живот, но и аерозагадувањето влијаат на бројот на зголемување на бројот на хронично болни? Колку се едуцирани пациентите, но и колку матичните лекари имаат и време и простор да им се посветат на хронично болните? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, матичен лекар и председател на Сдруженијето на приватни лекари. Доктор Дервишова, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре, нашто поздрав до гледачите и до вас. Еве за почеток, како што спомнав и во најавата, дали расте бројот на хронично болни? Да, значи ние сме држава во која што секојдневно бројката се зголемува. Прво населението старее, со самото старење, крвните садови се оние првите кои што реагираат и даваат знаци дека нешто не е во ред. Бројката на пациенти со зголемен покачен крвен притисок, со покачување на масноти во циркулација, така да покачено ниво на шеќер, сите тие ризици влијаат на лошото здравје на нашите пациенти, заради тоа што некако нацијата ни старее, луѓето се помалку се физички активни. Се повеќе се седи, се гледа телевизија, стресот присутен. Токму тоа сакав да ве прашам. Ризик фактори и ги споменав, меѓутоа и самиот начин на живот, стресот, но и ова што еве сега овој период ни следува, тоа е аерозагадувањето, колку сето тоа влијае да се зголемува тој број? Да, мислам дека прво би го зела како професионалец кој што цел ден сум амбуланта, лошиот начин на живење. Значи, некако луѓето се повлекоа, после работа никој не оди, не е физички активен. Додека еден период имало кога луѓето после работа се одело на лозие, на бавчи, средување, одгледување зеленчуци, значи еден поинаков ритам на живење имало и циркулацијата била добра. Тие луѓе биле физички активни и самото движење нивно допринесувало шеќерот се троши во организмот, што мускулите се активни и се. Додека сега, каде и да погледнете низ Македонија, еве, ако одите, ќе видите запустени лозија, бавчи. Значи, едноставно, луѓето не сакаат повеќе да работат, младите воопшто, значи, многу е мал бројот на млади луѓе кои што сакаат да останат во село и да работат земјоделие, да ораат, да садат, да... Затоа, велам, ние треба комплетно сликата да ја смениме, повеќе да се пропагира живот на село, физичка активност, да овозможи државата здрав начин на живот, физичката активност да биде задолжителна. Значи, мора систем да најде државата, или кој е одговорен, нели, во тие неколку министерства за здрава животна средина, нели, почвите да видиме, да се распределат сето она плодна почва која што стои така необработена, додека има земји кои што увезуваат храна. Кај нас толку субави условите за садење, имаме се уште реки кои што функционираат и има вода во нив, за разлика од јужните соседи, каде што огромен број на реки се пресушени, така да треба навистина голем домаќин лук, желба да си ја сакате татковината и да направите нешто во интерес на сите. Меѓутоа, кога велиме физичка активност, повеќе активни, еве сега имаме, меѓутоа знаеме дека овој период аерозагадувањето колку е ризик фактор за самите хронично болни, меѓутоа и за здравите и се препорачува да се седи дома, да се носат маски, колку сето тоа влијае на состојбата и на хронично болните, меѓутоа и на здравите. Јас на моите пациенти и сите ние, нели, нормално се грижиме во однос на кој какви можности има. Овие што се млади ги праќаме во сали, во теретани, дома услови да си направат, во зависност, повторно ќе кажам, према финансиите, додека пензионерите кога беше многу загадено, јас апелирав преку друга телевизија која што ме покани да дадам изјава, дека при таква загаденост како што беше во Скопје треба дома да седат, но и дома имаат услови да движат, да прават вежби, лесни вежби за сите оние што се хроничари и кои што се многу возрастни и да се види оние кои што имаат можност, нели, барем за викенд да отидете надвор од Скопје, кој што има чист воздух, да се види, да се направи. И тоа било пракса порано на семејствата, нели, ќе ги ставил родителот фамилијата во кола, ќе се отишло едно кафе да се испие од седиште во Пелистер или било каде. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашања до нашата денешна гостинка. И сега кога споменавме, нели, еве и сами кажавте дека младите не сакаат да работат, физичката активност е многу намалена. Колку имаме и промени кај самата возрастна категорија кога станува збор за појава на хронични заболувања? Дали се помлади веќе се со хипертензии, со дијабет, односно со, нели, најчестите хронични заболувања?
Оно што можеме да го забележиме да повторно стануваме некоја нација за која што не било карактеристично. Во Македонија немало толку дебели луѓе. Сега, нели, дебелината, обезитосот, нели, кој што се нарекува медицински, доминира кај младата популација, а сето тоа е резултат на нездрава храна, јадење зачинети масни чипсови, кубети, не знам, сите тие, нели, кои што ги има по рафтовите, воопшто не се хранат здраво, нели, децата. Родителите во трчање на работа кој колку може да сготви, нели, домашна храна или манџа, повторно ќе кажам, значи некна имав баш пациентка млада, беше негде околу 13-14 години, стомахот ја болеше и таткото го прашувам дали дома јадете манџи, нели нормално барена храна, македонска здрава храна. Рече, не, мислам дека 10 месеци, вика, детето уопште не јаде, само кифли, тестенини и ништо друго и не може да го сменат. Затоа апелирам да како држава, како влада, нели, да се малку да се промовираат на реклами по телевизиите за здрав начин за хранење, за живење, да има кампови во летниот период, значи воопшто да не ги испуштиме младите деца од физичка активност. Тоа да биде задолжително, да биде садење, пошумување, постоеле такви активности во кои што сите би работеле заопшто добро. Но во друга страна, нели, и они би биле здрави од таа физичка активност. Значи, колку порано се почне со тој здрав начин, толку поќе се избегне некои од хроничните заболувања на помлада возраст. Да, многу рано почнуваат да се жалат на болки, на главоболки, на покачени масноти, на шекер покачен, што да речеме пред 30 години, 40 немаше дебело дете, сите трчаа, играа, ЕСС, физички беа од сабајле до вечер, се играа сите игри. Меѓутоа, порано кога споменавте, претпоставам пред неколку децении било карактеристично и лекови за висок притисок да се пијат од 60-та година па нагоре. Сега претпоставам дека не ви е ваква праксата. Да, значи самиот начин, значи сите овие кои што се шофери на камиони, кои што седат цел ден возат, зарачунете, тие сите луѓе се во голем ризик. Циркулацијата кај нив е нарушена, бидејќи не движат, гојазноста, дебелината си го прави своето, посебно и пушачи се, така да си имаат самото темпо на живот носи они да имаат, нели, неколку ризик фактори и сето тоа да допринесе на помлади години да почнат со пиење на терапија, заради тоа што мора да превенираме. Вие може да видите дека ние имаме сега поместени граници за мозочни удари, за инфаркти, за се и сметам дека сето тоа е резултат. Ние мора да се грижиме за сета нација или да го намалиме бројот на работни часови, да бидат ефективни 6 часа, но нешто да се стави задолжително или да им се даде помош на тие семејства кои што би одгледувале и би работеле бавчи, земја, лозја. Така, да, значи мора да се стимулира, да има повеќе физичка активност. Така. Пред да продолжиме, доктор Дервишова, имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Владко од Велесе со докторката се знаем од прилика, ама еве прв велешанец да видам. Вака, јас имам хронична болест со психичка база, ама тоа го решаваме со доктор од Скопје. Горе-доле добро се држиме, треба и активност, треба ова, кажам. Ама во меѓувреме сакам да прашам докторката, на моменти испитуваме се крвна слика, се е добро, земам и нос, грло се, имам некоја стегање во грлото и сега ви викам на докторката дали може да биде алергија, оти работе во многу прашина ке што имаш во брако. И се така некоја стегање тука и малку као кашлица. И сега ми препорача едни апчиња за алергија. Не испитаме сега, ама некои нови, да видиме дали е тоа. И како се слага докторката со тоа, дали можно е тоа. Так, и оти досега сум и напролет тоа сум го чувствувал чувство. Так. Да. Еве, а за другите работи треба да активност, кажано ни е што се носам хроничната болест. Фала ви на... Так, ви благодарам многу за јавањето. Еве, кажа нашиот гледач и самото работно место дали може да биде предиспозиција. Така да, еве да одговориме на гледачот, сметам дека се што наведе во анамнезата, повеќе нели води кон тоа дека се работи заради условите во кои што работи, голема прашина, сето тоа смета на респираторниот систем и сметам дека спреови, нели треба да се препишат, ќе го упатиме ако е мој пациент или не знам, не може да препознам по гласот или било каде да е матичен. Имаме Јасеново во близина на Велес болница каде што имаме
пулмолог кој што се занимава со вакви работи, ќе се направат испитувања и по режимот на пропишување на лекови по квалитетните спреови, кои што каде што има навистина нели диагноза, може да ги препише специјалист пулмоалерголог. Така да ве советувам каде и да е матичен, нели да отиде кај својот доктор, прво да се проба, ние како матични можеме вентолинот да го дадеме, кој што е бронходилататор, кој што е на наш режим, а за појаките нели сакаме темелно испитување, специјалист да си одлучи да си даде. Така. Еве јас се надевам дека го слушна одговорот нашиот гледач. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Ја имав мозочен удар и се правев операција. Операција на што? Само се извинувам, од почеток не слушнавме на што операција. На черепот, на главата. Добро. Добро. И сега прашав докторката дали... Ве слушаме, повелете. Дали можам да нешто како за да ми помогнете, не ми даваат ни ништо, никакви способи за работа. А кога ви е направена операцијата? Па пред 7 години. Тогаш дали во тоа отпусно писмо? Да, се имам сите документација. Имам Не, дали има наведено дека треба, не знам, да добивате нега или било што? Јас сам живеам, немам никој ни социјално, ни ништо. Се лекои ми помагаат пријателите, ни пари имам за ништо. Добро. Така, јас ви благодарам за јавањето. Ова е поинаков сегмент, меѓутоа пак... Сепак ќе му одговориме, значи ќе си се обратите кај вашиот матичен да даде упут до специјалист. Сметам, се гледа дека имате потешкоти во мисловниот процес, се гледа дека потешко се изразувате, така да си даде специјалистот во ваква ситуација, дали нели вие сепак нели после ваква тешка операција краниотомија која е правена нели на черепот треба да добивате, но сепак ќе се одлучи комисија за тоа, стручни лица, соодветно од областа, така да еве би ве упатила до вашиот матичен лекар, он да даде упут, каде што пишуваме молам за мислење за нега и ќе се изјасни соодветниот специјалист за оваа проблематика. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добар. Поздрав на докторката и водителката и емисијата. Ви благодариме, повелете. Вака, значи, секоја чест за матичните лекари и стварно се тие на прва мета, без разлика за која болест за што се однесува, ама кога ќе дојде време, треба да се направи вакво или такво испитување без разлика од кој аспект е, и треба да се побара термин, значи термин се бара со месеци, треба да се чека. Сега, дали во моментот пациентот е во состојба да чека, јас разбирам дека има хитни и нормално што може да не се толку хитни случаи. Одиме на закажан термин и има термин, најдовме термин за небитно кога, одиме на термин, докторот што дал термини не е присутен, го менја друг доктор. Другиот доктор вика, ќе дојдете наредната недела, кога ќе биде докторот тука. Дали јас за наредната недела ќе најдам термин за да дојдам кај него? И што правиме? И после ми излегува дека пациентите не се навреме јавиле на лекар и дошло до зголемување или до влошување на состојбата на пациентот. Без разлика за што се работи. Дали е опериран, дали не е опериран, дали е хронично болен, дали што и да е. Значи, значи пристапот на јас секоја чест за матичните лекари, малку е времето за нивните, затоа што тие ја одредуваат диагнозата за... Така. Да, ова секако ми беше и предвидено да ја прашам, меѓутоа еве, значи ова е проблемот со кој што се соочувате. Сега не ја прашавме дали има хронична болест без разлика, меѓутоа кога треба
итно или неитно, или мислите според ваше мислење дека треба да иде кај тој специјалист, термин нема? Тоа е навистина рак рана на нашето функционирање. Мој термин го искреиравме далечната, мислам дека беше 2012 или 13, негде од тие години, не памтам, стварно давно беше. И беше направено да недостапните доктори да се олесни тој пристап, заради тоа што знаете како имаше доктори кои што тешко може да се најдат, да се обезбедат, и целта на целокупниот процес на создавање на мој термин кога го креиравме беше да едноставно го воведов, тогаш го дадов како идеја телефонот да се стави во целокупниот софтвер и да може пациентот, нели, преку системот да добива пораки, еден пациент од Гевгелија да не оди за нуклеарна медицина, прво да оди да закажува термин, па после втор пат доди за преглед. Значи целта и намерата ни беше многу добра и позитивна, но како годините се менуваа, како докторите се иселуваа и народот едноставно целиот систем некако мислам дека му е време да се смени. И сите овие итни, приоритетни или нешто може да се заменат со себе. Еве реално вие со што се соочувате? Нашата гледачка дори го и напомена и она кој што претпоставам често се случува, ќе отиде на закажаниот термин. Тој лекар кој што кај кого било закажано не е таму, го менува друг, па ве враќаат за една недела, па можеби кога ќе отиде кај матичната нема да има термин. Што во вакви случаи, колку може да само претпоставката дека можеби станува збор за, не знам, за одредена болест, колку може самата да прогресира додека стигне тој пациент кај специјалистот? Значи, состојбата во однос на упатување на секундарно ниво не е добра, заради тоа што имаме сериозни проблеми во текот на работниот ден, или некои специјалисти блокирале и не може да дури ни итен, па веднаш звониме во мој термин, апелираме и алармираме. И затоа велам да мој термин не е измислен за одредени одделенија да блокираат. Они имаат програмери вработено по болници, по едно по друго. Сите ние сме платени од парите на народот и треба да работиме или во интерес на сето тоа и да пружиме максимум, бидејќи ние сме си ја избрале сами таа струка. Второ, од друга страна, кога би ги погледнале од страна на специјалистите, и тие се во бърнаут, бидејќи се малку. Значи, ние мора нешто да направиме во државата во кој што да се намалат бројот на упати или оние правилници на фондот. Мора за ова да се упати, треба вакво мислење, такво мислење за продолжување или за било што. Да, кога би се намалиле, тогаш ќе имаме претпоставам повеќе термини за... Да видиме, да го чуваме времето, навистина за оние луѓе кои јас ќе кликнам дека тој е црвено во системот, што велиме да се воведе семафор, кога јас како професионалец велам дека е итен, мора да има итност во системот. Ние сега немаме правилна здравствена статистика. Бидејќи јас, пациентка која што вели ја морам да одам на проверка на оперираното око од катаракта, нели? И морам, а нема термини, блокирале одредени клиники. Приоритетен можете да давате за такви работи, за контроли? Значи, тоа велам дека ние имаме опција како систем во држава итен, приоритетен за 7 дена и со термин. Ништо не функционира во дадени моменти, заради тоа што блокирано е приоритетен, некогаш итен, што велам за итен не смее да се случи да е блокирано. Но, ние мора да го изигруваме системот за да ја упатиме пациентката бидејќи оперирана. Мора да се провери да се види леќата како за здраве. Мора да се провери очен притисок, се создал добро ли е, нели е добро. Значи, медицината, нели, мора да има континуитет и таа заштита и тие прегледи и мора да функционира. Не може ние во Велес да имаме еднаш неделно очен доктор на 55.000 жители, нели, кажувам само за Велес, ние не сме села. Затоа мора да има она кој што пред многу неколку изјави, нели, кога сте ме прашувале, сум велела, ајде да направиме 4 регионални, во кои што секој пациент ќе знае дека 24 часа има очен, секој ден има уролог, секој ден има анестезиолог. Значи, здравството мора 24 часовно да функционира во однос на секундарно... А за холтер, каде праќате пациенти од Велес? Па има колеги кои што имаат приватно, нели, кои што го работат тоа, така да специјалистите наши, ако им работат, не патуваме до таму, или одат за Скопје, подат па да им го извадат холтерот. Затоа велам, нели, нас ни треба систем кој што ќе функционира, апарати кои што ќе работат и кадар доволно. Значи, мора малку да се направи децентрализација, многу пати сум кажала од Скопје, голема концентрација на специјалности има тука, но да се дистрибуираат по градовите. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до двете убави дами. Ви благодариме. Посебно до докторката која многу се ја сакам и почитувам и многу ми е симпатична.
ние сме колешки, со задоволство секој ја следам и ја слушам. Следам, само каде работи, не знам, каде е натичен лекар? Во Велес. Да, така беше, заборавив. Заборавив старост беше. Јас сум пациентка на 80 години, сега во јануар направам 80. Јас сум инаку по професија ортодонт. Верите дека неактивноста не чини, меѓутоа и прекерана активност пак не е добра, затоа што многу го истрошува организмот. Јас сега како стоматолог имам многу работено. 71 година почнав со 40 години стаж и 66 години старост до пензија. Сега, од едната страна имам 22 дискус херни, како што сум ставила на бедната на пациентите. Левото рако ми е левото рамо скроз неподвижно, десната страна, пошто било притисок пршлените, имам 3 срасати пршлени. И преизеден третман, изгледа двата пршлени се откачија и тука има како некоја оштра ивица. Сега, проблем ми е одење, од друга страна имам синузит, имам алергија, имам многу коморбидити. Јас читам воспитања, слушам емисии и така се лекувам. Јас искрено да ви кажам, од мотивите лекари не сум задоволна. Не да се фалам, ја ми се чини дека знам многу повеќе. Да не ви одземам повеќе време, јас имам многу прашања да ви поставувам, меѓутоа конкретно. Имам реума во скочните главови, колената и куковите и уопште секаде. Имам правено 5 години, да речем, кога одам по лекари, сега више сум дигнала раце. Земам што земам и гурам така. Сакав, имам трпнење на нозете, поремета на циркулација во стопалата. И гледав на телевизија, ја им кажувам на докторката матична, син ми оди, јас не одам на лекар, он работи во Ѓорче Петров ортодонт и тука матичната лекарка тука е. Јас не можам да одам по лекари. И забележав еден препарат, и на други места, тој е Параневраксил. Тој е добар, нели, за периферна циркулација, за рацете добра ми е за оваа диагноза. Меѓутоа, јас за реуман немам правено некои испитувања, некои посебно нешто и така. Не ме водат као реуматичар. Меѓутоа, преку 5 години 6 повеќе посетила лекари, состојбата е иста. Добро, совет може да ви дадам? И јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве ни кажи од самото работно место ова што споменавме, што се може да се потоа да произлезе како хронична болест. Сите стоматолози имаат професионална деформација, нели, сколиоза, која што нормално самата позиција кон пациентот и се, мојата мајка беше исто стоматолог, така да запознаена сум со сите професионални, онаа блискост, нели, флуовите капки кои што, нели, прскат додека се работи и така да многу фактори влијат, но спрема годините, вака кој што слушнав по гласот, ми делува дека се работи за многу возрастна особа, кај кој што, нели, нормално со текот на годините дегенеративните процеси се тука, остеопорозата е доминантна за овие години, препорачувам обавезно D-витамин, значи 20 капки неделно да зимате, ако денеска еве земете 20 капки колекалциферол, идната недела повторно 20 капки. Така да одржиме јачината на коската, да не дојде до патолошки фрактури заради возраст. Остеопорозата е нешто кое што со годините сите ќе го добиеме, поготово кај жените кога веќе добиваат, нели, менопауза, естрогенот, нема еластичност на коските се. Постојат препарати како што се Joint Ace, Остеока2, кои што ги препорачувам на моите пациенти, кои што содржат многу минерали, добри се за рскавицата, колагени, пијат по 3 месеци, така да тој кој што ви е матичен, добро е, нели, да поразговарате, еднаш барем да отидете, да ве види, да се направат реума, CRP фактори, чисто да се добие, да се види имаме ли активна состојба на реуматоиден артрит и така да добрата анамнеза и пола диагноза, така да секој разговор е. Еве, јас се надевам дека го слушна советот нашата гледачка. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Дали сум јас? Да, во програма сте, повелете. Ало? Да, во програма сте, само намалете го звукот на телевизорот и ве слушаме, повелете. Ало? Во програма сте, господјо, само намалете го звукот на телевизорот. Ало, јас сум. Да, вие сте, повелете. Случај пред 2 години. Јас од Сумица добив упот до ревматологија. Без кај доктор Меди Тајкова и она баш да направи анализа на крвната слика. Јас уредно се пратив и на крајот ников резултат не добив.
беше кај на два пати таму да бара резултати, немаш никаков резултат од крвната слика, после се обратив до матичниот лекар во Струмица, не беше внесено во системот анализа на крвната слика. На крајот се излезе дека јас сум била само на едно гостување во Скопје за 3000 денари, немав среќа што од оваа анализа не ми зависи за здравјето. Чисто така да видам дали имам нешто, некои симптоми за реума. Меѓутоа на крајот не добив ништо. Ти платих уредно за анализа, да знаете, докторке, какви случаи се случуваат во државна болница. Така, јас ви благодарам за јавањето. Предпоставам дека доколку можеби не работел или паднал и не може да се внесат. Тоа сакав да кажам, да еве пациентите да ги информираме, ако имаме многу чести состојби кога паѓа мој термин, и во такви ситуации, дали се хакерски напади или имаат нешто софтверски проблеми, ние тоа не сме стручни, не сме соодветни, но на кое што на терен го лоцираме, да тогаш нити ние можеме да функционираме, нити да ве услужиме, нити резултати некој да закачи од повисоките нивоа да ни прати, така да тоа се моменти кога за жал нели не може да функционира здравствениот систем, бидејќи ние цело време бараме да биде електронски, да функционира брзо, но еве една волку мала државичка тешко некако да воспоставиме ред, да функционираме и да може секој да го добие она за што плати. Меѓутоа претпоставаме еве и самата гледачка спомна вие како матичен лекар кога ќе би упатиле таков пациент, па го нема тој резултат и вас ви е оттежнато да видите што се случувало, зошто, какви анализи. Ако лабораториите и специјалистите или било кој што не го закачат во мој термин, во тој случај нели пациентот е должен да отиде да си го подигне резултатот. Многу често ние реагираме кога ќе речат па нели е стигнат, па види, па прочитај ми го, па дај ми го. Повторно ќе кажам, времето на матичниот доктор не смееме да го трошиме, да седиме на телефон и телефонски да диктираме резултати. Пола од пациентите имаат слаб слух, се губи драгоцено време додека вие не знаете во чекална дали некој може да добие мозочен удар, инфаркт, дали има паничен напад и да не ги редам сите состојби кои што се ургентни, бидејќи нашите амбуланти функционираат како мали ургентни центри. Луѓето се навикнати, веднаш кога им е лошо или ги стега срце да кај нас. Бидејќи имам јас многу прашања, меѓутоа времето многу брзо ни минува на емисијата, па еве за крај би ве прашала, прво колку самите пациенти треба да бидат едуцирани за хроничните заболувања или за хроничната болест што ја имаат, меѓутоа и колку матичниот лекар има и време и простор соодветно да му се посвети на пациентот. Бројот на влезови е енормен кај матичен доктор и тоа е веќе сите се прашуваме секој ден до кога ќе издржиме. Заради тоа што бесплатен е влезот само во примарно здравство, кај нас нема партиципација или влез и тоа не е за некоја финансиска придобивка, отколку да се стави ред, да не секој ден некој ако нема кај да оди, да дојде денеска имаме пациенти кои што секојдневни ајде мери ми го и така минев, нели, и утре пак. Имаме веќе 30% пациенти кои што со меморијата заборавиле дека вчера дошле, пак идат, па си седат, пак чекаат ред, па викам, па го немам лекот или ги зеле, не знаеле кај ги оставиле лековите. Затоа мора една рационалност да се воведе, заради тоа нели сметам едно од барањата кон фондот, кон владата, премиерот е да мора минимален влез да се воведе во примарно здравство, за да можеме навистина да се посветиме да имаме 20, 30, не 120 влеза. Колку време ви е потребно еве како матичен лекар да се посветите на пациент кој што не само што има на пример хипертензија, туку можеби веќе има и диабет, тоа се веќе две хронични заболувања кои што се и најчести и најмногу ги има во нашава држава и треба претпоставам соодветно да има соодветен пристап. Еден е пристапот кај пациенти кои што идат секој ден и кои што 33 години ги лекувате, значи тој веќе знаете комплетно анамнеза за неговиот живот, за семејството, за неговите сите проблеми фамилиарни, професионални, било как. Но друго е ако ви дојде ново откриен пациент со 14,7 шекер. Значи кај тој пациент ви треба повеќе време да дискутирате, да му го промените ставот за животот, нели, ставот на исхрана, значи сите негови животни навики мора да разговарате и да го убедите. Треба да мерите тежина, да видите спрема висината, значи со аргументи да настапиме дека ова не е добро, вулкава
става килажа за вас. Ајде па да му даете совети како да се храни, како да вежба, колку да движи. Значи мора да имате време да разговарате со пациентите за правилна дијагноза да дојдете, за да им промените начин или да убедите еден пушач на вистина треба енергија или да го користите методот на заплашување и да кажувате кои се крајните последици од едно пушење, па може да добиете карцином на бели дробови, карцином на ларингс. Сите тие 200 токсични супстанции што прават кај него и како ме уништуваат и дека за 10 години он парите ќе си ги даде за стентови. Значи за сето ова да разговарате треба време. Треба време. Ние сме доктори кои што не работиме само куратива, туку и превентива. И кога ќе видиме кај нешто дека веќе се појавуваат нели пациентите со одредени тегоби кои што се резултат на нивниот лош начин на живење, на јадење, на пиење, пациенти кои што користат огромни количини на алкохол, на ракија секојдневно. За сето тоа треба време. Треба време за пациентот да почувствува сигурност, за пациентот да почувствува дека вие навистина се грижите за неговото здравје. Да го закажете на контрола и он да добие желба повторно да дојде, за да видиме нели како се движат тие промени. Дали има подобрување, дали он нешто сменил, дали запрел да пуши, дали почнал да слабее. И за сите тие такви пациенти кои што имаат, а бројката, кажувам, на хроничари е многу голема. Да ќе дадеме таблетки за хипертензија, го повикуваме неколку дена поред да видиме како реагира организмот и дали оваа терапија, оваа доза е доволна, ако не треба да зголемиме или ако му е многу јака да промениме. За сето тоа треба време. Ние не сме автобуска или железничка станица или некој, значи најголемиот дел не сакаат ни секунда да почекаат. И тоа прави страшен притисок. Доктор Дервишова, времето на денешната емисија ни помени. Јас знам дека уште многу може да зборуваме и за хроничните заболувања и што е она што треба да се промени. Меѓутоа, во секој случај се добредојдени сите совети, меѓутоа и сите, да ги кажеме, и апели како да се сменат одредени работи за да се подобри и третманот на хронично болните, меѓутоа и она комуникација пациент-матичен лекар. И јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.